Владата повторно се задолжи овој пат за 14,6 милиони евра. Министерството за финансии објави аукција на државни хартии од вредност, односно издаде 12 месечни државни записи без девизна клаузула, но со ниска каматна стапка од 0,5%. Ова е четврто задолжување од почетокот на годинава и второ во февруари. За разлика од претходните случаи, овој пат утре недостасуваат хартии од вредност, односно нема раздолжување. Во овие 2 месеци владата се задолжи за вкупно 97 милиони евра, а врати неполни 44 милиони. Овие задолжувања и раздолжувања се предвидени со буџетот за годинава. Министерството планира нето задолжувањето на домашниот пазар да достигне 200 милиони евра. Најновите податоци покажуваат дека јавниот долг се зголеми и достигна речиси 49% од бруто домашниот производ, односно надмина 5,5 милиарди евра. Во среднорочната фискална стратегија владата се овозможи да продолжи со зголемување на јавниот долг, кој до крајот на годината може да достигне 50,4% од БДП или 6 милиарди евра. Аналитичарите често критикуваат дека државата позајмува пари, но не ги вложува онаму каде што треба, односно ги троши за исплата на плати, пензии и надоместоци. Во меѓувреме, реализацијата на капиталните инвестиции, односно изградбата на патишта, болници, училишта и друго е надоволна. Во 2018-та таа беше на катастрофално ниво од 65%, додека лани беше нешто подобра, односно достигна 78% од планираното.